На една недела пред домашниот избор за песна на Евровизија, традиционално 6-та година поред, синоќа се одржа познатата евровизиска забава организирана од страна на ОГАЕ. Во клубот 69 за последен пат пред својот настап се собраа дел од учесниците, кои на 18 и 19 ќе се представат на публиката. Целта на овие забави е да ги здружиме евровизиските фанови со нивните звезди, секако и звездите да ги здружиме заедно за да немаме овие како оние скандали, да имаме фер игра и оваа година. Но сепак имаше и многу од нашите звезди кои не сакаа своето време да го потрошат на една ваква забава, па затоа и не се појавија. Оние другите пак решија добро да се забавуваат и да се подружат со своите колеги. Супер се, дружите ли? Апсолутно, да. Се сакаме си да се дружиме, том си поминуваме. Во секој случај е многу убава оваа дружба, особено кога луѓето се позитивни, кога сакаат да се дружат. Знаете, во некои мисли нели се вели како тоа некои се дигнати фаци, некои се не, меѓутоа ми се добива овде што ова наша млада генерација, условно кажано што ете сега нели нови пејачи или некои што се од постарата гарда, едноставно се дружиме меѓу себе и ми е мило кога гледаме дека има меѓусебен почет и едноставно се го почитуваме оно што секој го работи. Супер, одлично. Си ги сакам многу, еве Даниел, Горијан, тука се околу мене се забавуваме. Супер ни е. И оваа година сите со некои очекувања. Некои само сакаат добро да се представат, други песната да стане хит, а има и такви кои посакуваат победа, па не губат време и веќе размислуваат за настапот во Норвешка. Очекувам, реков да се представам добро и нека конечно Македонија победи добрата песна, а не да гледаме изведувач и така натаму. Ќе победиме. Сигурно на англиски ќе треба да се испее, а друга промена мислам дека нема да има потреба затоа што добро ја направи. И покрај скромните желби на некои од изведувачите, сепак публиката и жирито се оние кои ќе ја доделат титулата за наш представник на овогодинешниот Евросонг, а ние само можеме да им посакаме фер и демократски избор.